продолжиме со нашето проучување на Евангелието според Јован. Ќе почнеме со една слика, ремек дело, кој е создадено од Франциско Зубаран, шпански барокен уметник од првата половина 17 век, познато дело Агнус Дей или Божното јагне. Се чува некаде во музеј во Шпанија. Според критичарите е многу така трогателно, едноставно е, но е многу трогателно. И она што прави впечаток е тоа јагне кое лежи со отворени очи, спокојно, иако е јагне подготвено за колење. Како што Христос, Божето јагне, кротко, мирно, како јагне, ја дочека смртта. Нашето жртвено јагне. И така почнува Евангелието според Јован. Јован Крстител, кога го виде Христос, покажа кон него на учениците, рече: еве го Божето јагне кое го дава животот за светот, кој дојде за гревовите на светот. А пак Павле го нарекува нашата Пасха, нашето пасхално јагне кое не спасува од смртта. Јагне чисто, без недостаток, невино јагне. И во текстот што го прочитавме и ќе продолжиме понатаму и следните недели во продолжение, влегуваме тој судски процес во кој на крајот на краиштата целта е да се покаже дека Христос е навистина жртвата без недостаток. Кај него нема да се најде никаква вина. Совршена жртва, без никаков недостаток, како што требаше да биде пасхалното јагне, впрочем. Според Мојсеевиот закон требаше да се избере машко јагне, без недостаток. И затоа според упатствата требало да се оддели тоа јагне или да се купи порано неколку дена, 4 дена да се држи, да се наблюдува, да се проверува, додека не се увери оној што ќе ја пренесува жртва, дека навистина тоа јагне без недостаток. Совршена жртва за Господ. Совршена во смисла на недостиг на физички мани, недостатоци. И во тоа одно законот како една сенка или предобраз на Христос покажува кон него нашата Пасха. Во тој судски процес кој е долг, трае цела вечер, поминува низ многу инстанци, точно на крајот тоа ќе се покаже. И оној кој што е на највисоката скала на авторитетот, на суди, Понтиј Пилат, тој самиот ќе каже: не наоѓам никаква вина кај овој. Во него нема никаква вина. И како што кажа, тој долг процес, ние ќе го наблюдуваме во неколку проповеди. Јован од своја перспектива тоа го опишува, тој целото Евангелие да го представи Христос како суверениот Бог кој контролира се, така и овој, тој ги избира, селектира изборови и сцени од судскиот процес, токму тоа да го покаже контролата. Христос не е тој кој што е поставен на судската клупа, туку тој кој што е суден, на крајот всушност ќе ги осуди судиите, оние што го судат. И затоа тој селектира настане и јас ќе дадам еден така преглед, многу краток преглед, за да можеме овие сцени да ги ставиме во таа глобална слика, целосна слика на судскиот процес, кој почнува и се одвива на две нивоа, се одвива на религиозно и на секуларно ниво, политичко. И секој од двете нивоа, на секој од двете нивоа Христос 3 пати е враќен, така да се каже, или 3 пати е проверуван, за да се докаже негова вина. Се почнува во домот на Ана, кој е некакво прелиминарно распрашување, за да потоа го биде пратен во домот на Кајафа, каде што продолжува тоа распрашување или подготовка веќе за официјалниот судски процес кој рано наутро ќе се изврши во Синедрионот, кој е веќе тоа официјално религиозно тело кој треба да ја донесе пресудата. Или, така да кажеме, формалниот суд.
И всушност, ќе видим тој формален суд, само ќе ги спроведе инструкциите, нема да суди праведно, туку ќе ги спроведе инструкциите на претходните две распрашувања. Тоест, Христос да биде објавен за виновен, за богохулство. Меѓутоа, бидејќи јудеите имаат некаква судска автономија, но само во областа на прекршување на нивните религиозни правила. Само за, така да кажеме, дисциплина, религиозна дисциплина, кога се нарушуваат правилата од Мојсеевиот закон, но немаат права да осудуваат осуденици заради други причини, тоест немаат политички, така да кажеме, суд. Не можат да осудат на со смртна казна. Тоа е во рацете на римската власт. Но меѓутоа знаат дека еден римски судија никако не би осудил на смрт осуденик кој што е обвинет за смрт заради религиозните правила на јудеите. И затоа треба да биде однесен кај Пилат, кој што во тоа време е тој суд, римски суд во Ерусалим, меѓутоа со друго обвинение. И обвинението е политичко, дека Христос представува закана за сигурноста на империјата, тоест дека тој е конкуренција на Цезарот, тој се представува како цар наместо Цезарот. Понтиј Пилат на кратко, тоест не знаеме колку долго, но ќе го распрашува и нема да открие никаква вина. Меѓутоа, од политички причини, за да угоди на духовните авторитети во Ерусалим, нема веднаш да донесе решение, туку ќе најде врата како да се ослободи од таа незгодна ситуација, ќе чуе дека таму е Ирод Антипа први кој пак управува во Галилеја од каде што е Христос и ќе го прати кај Ирод. Ирод со радост ќе го пречи кај Христос, зашто слушал за него какви чуда прави и ќе се понадува некој од неговите трикови во неговиот дом да ги направи, во неговата палата. Откако нема да биде задоволена таа негова љубопитност, Пилат ќе го така понижи и ќе го врати кај Ирод, ќе го врати кај Пилат, и така гледаме три процеси повторно, како што има три религиозни, домот на Оана, домот на Кајафа, Синедрионот, така има три судски политички процеси кај Пилат, Ирод и повторно се враќа процесот кај Пилат, кој на крајот, за да се ги испере раците, пак ќе го исправи Христос пред тој, така да кажеме, најгенерален суд, а тоа е пред народниот суд. И народот ќе избере да го слободи злосторникот Варава. Така накратко, тие се 6 процеси, на крајот, нели, со пресудата од народот, низ кој што поминува Христос, за да се покаже во тој долг процес дека тој е јагнето, совршеното, без никаков недостаток, кој се пренесува за наша жртва. Тоа е таа слика што ни ја дава Јован, за повторно да се покаже и неговата божественост, неговата совршеност. И она што е, така да кажем, иронично, големата иронија во сето тоа е што сите тие авторитети, независно дали се религиозни или духовни, судат со власт кој што им е дадено од Бог. Тие го постават Бог на судската клупа, на обвинителската клупа, тоест на клупата за обвинет, а самата власт се добиле од Бог, со власта што ја добиваат Бог, сакат да го судат Бог. И тоа е една од поентите која го покажа тој судски процес за таа природа на човекот, кој вознемирен, повреден од животот на Христос, животот, совршениот живот на Бог, од пораката на Бог, од изобличувањето на Бог, застанува арогантно да го суди Бог, како реакција на грешниот човек. И не случајно, може поттикнати од таа иронија, сите евангелисти посветуваат многу време или голем простор на тој судски процес. Дури и Јован. Ајде да почнеме со Ана. Да видим што можеме да научиме од тоа. И пише дека најнапред го одведува кај Ана, која не е првосвештеник во тоа време,
првосвещеник е Кајафа, Ана бил првосвещеник 15 на години порано. Значи, тој е првосвещеник од 6 до 15 година, кога доаѓа да биде управник Валерий град, предходникот на Понтиј Пилат. И кога доаѓа Валерий, го менува Ана и поставува друг првосвещеник. И она што е карактеристично за тој период е промената на историјата, така да кажеме, на управување, дури духовното управување меѓу евреите, Божиот народ. Првосвещеничката функција поставена од Аарон. Тоа е првосвещеникот кој од чиј род понатаму продолжува таа првосвещеничка линија. Првосвещеникот оној кој што влегува во скинијата, се среќава со Господа, се застапува за народот, но со доаѓањето на римјаните се менува начинот на изборот на првосвещениците. Формално установа, но суштински се менува. Еден првосвещеник во суштина треба да управува до крајот на животот. Тоа е традицијата. Меѓутоа, римјаните, со политичката власт што имаат и воената сила, и водени од таа нивна цезаропапистичка идеологија, Цезарот да има контролата и над духовната власт, се мешат и всушност под нивен притисок тие го диктираат тој процес на избор на првосвещеници. И кога тие поттикнати од својот интерес избираат првосвещеници, тие не гледат на најдобрите, тие не гледат на најдуховните, на најправедните, тие гледат на оние кои што ќе им служат, оние преку кои што ќе ги остваруват своите интереси. И затоа тие поставувале садукеи за првосвещеници. Не знаете, има две крила во религиозни крила во тоа време, садукеи и фарисеи. Фарисеите се конзервативното крило, кои гледат на римјаните како на окупатори. Тие држат за долгогодишното учење, традицијата, јудеизмот. Додека садукеите се либерали, кои гледат на Рим како на прогресивна политичка сила, империја кој носи мир, напредок, соработувале со римјаните. Така да со доаѓањето на римјаните скоро сите првосвещеници се садукеи. Соработуваат многу близко со власта. И кога изборот е политички, тогаш самата институција се корумпира. Духовна институција станува корумпирана. И веќе не е духовниот фактор тој кој што води во изборот на духовни водачи. И тоа знак дека се случува нешто во историјата на Божиот народ. Евреите гледале на римјаните како на непријатели, кои донеле зло, големо зло меѓу народот. И очекувале Месија, кој ќе дојде со сила, ќе ги избрка римјаните и ќе ги врати нештата во ред. Меѓутоа и доаѓа Бог, доаѓа Месијата и тие го бркат Месијата. Зошто очекувале, верувале согласно своето учење дека оној што ќе дојде треба да ги ослободи од тиранијата на римјаните. И се ние од оваа перспектива кога гледаме на тие неволни с кои поминуваа евреите, сушата во времето на Илија, робството во времето на Вавилон, знаеме дека тоа беше оној Божи дисциплинирачки суд, како во Левит 26, Законе 28. А што беше ова, што го гледаме, таа ситуација, која е јасна? На што се должеше таа ситуација во времето на Рим? Нели се должеше на тоа отсекување на Божиот народ заради нивната неверност кон Бог? Еве Бог дојде и го избркаа, го убија, го ставија на крст. Беа сигурни дека тие се Божиот народ, беа сигурни дека како Авраамови
потомци и како чувари на Мојсеевиот закон и заради теологијата јудаизам кој што ја изградија. И тука не говориме за Стар Завет, говориме за нивен поглед кон Стариот Завет, во кој што еврејскиот народ, етничкиот евреин, само тој може да биде спасен. Само оној што го извршува Мојсеевиот закон е Божи народ. И секој кој сака да биде спасен треба да стане евреин, да биде обрезан и да влезе во тој систем. Тоа е јудаизам, тоа е идеологијата. И кога дојде Христос да се спротивстави на таа идеологија, те го отфрлија. Павле беше дел од тоа учење, од таа теологија. Тој самиот пишува во Галатјаните дека бил заштитникот на јудаизмот. И кога го сретна Христос се спротивстави, и тој беше убиен, беше гонет. Меѓутоа тие држаа на тоа дека се имат добра теологија, дека се Божи народ, а ја пропуштија суштината. И чекаа да дојде Месијата, да им ја врати политичката слобода и да продолжат потоа да се ги вршат работите како што ги знаеја од Мојсей наваму. Ја промашија суштината. И сега да погледаме на денешната перспектива. Како може денеска евреин кој се врати во својата земја, светата земја, да каже дека е вистински следбеник на Мојсей, кога нема храмот, каде што според јудаизмот треба да се извршува централниот општението со Бог, животот, тоа е центарот на животот со Бог. И да, и ние се молиме да тој храм да биде изграден, зашто таму има сега џамија, и очекуваме некој кој ќе дојде со ракети, со тенкови, со оружје, да изгради на јудеите храм, нели? Зашто тргнуваме од предпоставката дека се е во ред со јудеите. Но добро, на што се должи денешната ситуација со јудеите? На што се должи сето тоа што се случува таму? Ке исклучиме ли повторно оној дисциплинирачки божествен суд за нивниот однос кон Бог, нивниот живот со Бог, суштината, животот со Бог. И ова го кажам зашто во продолжение понатаму го следиме тој проблем. Тој на губење на суштината, дури самиот судски процес ќе се држи на форма, а не на суштина. А додека Христос, кој го води тој процес, реално, сите негови прашања се прашања на суштина. Ајде да видиме. Главните личности, уште на самиот почеток, се Ана и Кајафа. Ана вели дека во неговиот дом почнува, а го представува понатаму неговиот зет Кајафа, кој тогаш е првосвещеник, и додава една изјава на Кајафа. Ана, како што кажав, тој е патриарх на една голема првосвещеничка позиција. Да, се менуваат првосвещеници од 15-тата до екзекуцијата на Христос, меѓутоа тоа е како оние реконструкции на владата. Еден министер оди на друго место, овој па на негово, и така се разменуваат ресори. Сушност, фамилијата на Ана царува, владее со Ерусалим во целиот тој период. После неа, кога тоа е сменет, има 7 првосвещеници. Многу често управниците ги менуваат првосвещениците, прават реконструкција на Синедрионот. 5 од следните првосвещеници се синови на Кајафа. Еден е внук и во времето на Христос зетот на Кајафа е првосвещеник. Тоа е таа фамилија која, кај Ана, која управува всушност со Синедрионот, а преку Синедрионот управува со храмот. Тоа се податоци кои доаѓаат и од Јосиф Флави, но претежно од Алфред Едерскајм, еден познат историчар, еден од најдобрите проучувачи на еврејскиот бит од древноста. Тој сум го спомнал досега, јудеин, австријски јудеин од 18 век, кој станува христијанин и ја пишува најдобрата досега книга наречена Животот и времето на Исус Христос.
И таму тој ги изнесува тие податоци и тој го нарекува храмот, тоа се зборови на Едерсхаим, храмот го нарекува бизнисот на синовите на Ана. Зашто они контролираат храмот, трговијата во храмот. Се оди преку нив. Ако некој сака да се стави тезга во храмот, ќе треба да отиде кај Ана и тој да му даде дозвола. Зима провизија од се. И затоа кога Христос влегува во храмот, на почетокот, нели, во Јован 2 глава, вели, го претворивте домот на мојот отец во разбойничко дувло. Не, имајќи во предвид таа ситуација. Така да тој монопол кој го држат тие на бизнисот, а самото име Ана пак значи милостив или оној што треба да даде или да покаже милостив или благодат. Христос е доведен пред ваков човек. И тука има многу сериозен конфликт. Христос е трн во окото. Трн во окото на целиот религиозен естаблишмент. И политички и религиозен. Од сите аспекти. На самиот почеток, тој веќе го загрозува или го напаѓа бизнисот на Ана во храмот, кој ги превртува масите на продавачите, на трговците во храмот. Но не само што ги превртува масите, тоа превртува теологијата и на садукеите и на фарисеите. Малку пред да се овој судски процес, знаеме во Витанија, не, го воскресна Лазар. Го воскресна Лазар. Садукеите не веруваат во воскресение на мртвите. Садукеите не веруваат во заткрој, во вечен живот. Не веруваат во ангели, демони. Лука пише за тоа, ја опишува нивната теологија во 23:8. Со тоа Христос ја негира нивната теологија. Тоа е удар на, да кажеме, теолошката, духовната суета на садукеите. Фарисеите исто така се ударни. Садукеите држат на јудаизмот, дека тие се праведни преку законот. Никој не може да ги обвини дека по благодат или на друг начин преку Христос, преку неговата жртва ќе бидат спасени. Сериозно удрена нивната теологија. И во еден момент кога многу народ тргнува по Христос, после воскресението на Лазар, пише заради неговото воскресение, заради него многу умина тргна, се собира Синедрионот. Тамо и Кајафа. И загрижени се. И Кајафа вели, ништо не правиме. Гледате, цел свет тргна по него. Треба да превземеме нешто. И од таа дискусија што да се направи, Кајафа вели, ми лесна работата, да го убиеме. Подобро е еден да загине отколку целиот народ. И овде кај Јован тој, нели, го вклучува тој момент, кога го кажува тоа Кајафа, додава Јован во, нели, тој момент дека кажува пророштво за неговата смрт. И наистина Кајафа кажува пророштво, иако тоа воопшто го нема тоа во глава. Кога вели, ако не го направиме тоа, ќе го загубиме ова место, ќе го загубиме народ, ќе ги загубиме нашите позиции, нашите служби, ќе ги загубиме привилегиите што ги имаме од римјаните. Во тие политички преговори садукеите издействувале од римјаните автономија. Јудаизмот да добие права, да биде законска религија во империјата. Сами да располагаат со храмот, да го обезбедуваат сами храмот, да решаваат за судски религиозни во храмот. И вели, овој сега не ги загрозува тие позиции, тие привилегии. Ке ги загубиме заради него. Затоа, за да не загубиме ние се, да го убиеме. Подобро, онда загине отколку сите ние. Значи, тоа се тие, и тука се здружуваат фарисеи и садукеи, кои биле смртни непријатели, противници, бидејќи гледаат во Христос заеднички непријател. И пак овде, нели, колку
таа форма е клучна и за едните и за другите во водењето на целиот процес, во земањето на решение. Никој од нив не го поставува прашањето каков е вистина нашиот однос пред Господ. Толкова корупција, ништо не било подобро во тоа време отколку во времето на Малахија. Во Малахија пишува дека првосвештеникот треба или свештениците да бидат оние што ќе ги почуваат луѓето во Словото. Тие се светоста на Господ. Тие носат на челото митра на кој што пишува светоста Господова. Тие се представниците. И живеат во еден таков морален контекст, еден пат, корупција во највисоката духовна институција. И никој не се прашува како Бог реагира на тоа. Не. Зашто имат формата. Тие се народот, Божиот народ, потомците на Авраам, оние кои што живеат според Мојсеевиот закон и на кого Бог им ветил дека ќе им прати Месија. Тоест, ќе им го слободи храмот. Не ли гледаме и ние така, формално? И ние гледаме суштината. Што е најважно на крајот на краиштата во духовниот живот? Не ли е животот со Бог? Нашите молитви треба да бидат тој народ таму. Не да добие воена помош, да се покае и да разбере кој е вистинскиот Бог, кој е Месијата. И да се тргне по Месијата, да тргне по него. Да добие спасение вистинско. Зашто Божјото царство и ние во целиот тој судски процес го гледаме, не се гради, не се освои не со оружје, туку само со благодат, со молитва, со слово. И така, Кајафа, нели е тој зетот на кој што тогаш првосвештеник, многу корумпирана личност, за него се вели повторно во затоа сведочи Флавиј, кога римјаните 70 година влегле во Ерусалим, во домот на Кајафа, според некои денешни толкувачи, нашле богатство или злато во вредност од $10 милиони. Толку било богатството на Кајафа или на фамилијата на Кајафа. И тие луѓе го почнуваат тој процес, судски процес, кој е чиста фарса. Сега, одиме ние веднаш на 19 стих, од 14 скокаме на 19, зашто не случајно, тук ќе го видиме тоа следниот пат, Јован ја прекинува таа сцена во домот на Кајафа и не пренесува во дворот на Ана. Што па таму се случува? А таму во дворот на Ана се слугите на првосвештеникот, оние што го уапсија Христос, се греат околу огнот, а меѓу нив е и Петар. И таму се тие случувања со Петар, неговите одрекувања. И таа сцена е многу контрастна на таа сцена пак што е внатре во домот на Кајафа. Сцената со Петар ќе разгледаме следниот пат, како посебна. Овдека ќе се вратиме на судењето, на фарсата во домот на Кајафа, меѓутоа имајќи во предвид што се случува таму во дворот. Јован не случајно прави прекин. Наеднаш камерата, како на филм, од внатре собата, палатата на Ана, наеднаш не води во дворот, што таму се случува, ни покажува, и пак не враќа тука, со прашањата сега, што ги поставува Ана. И првото прашање што ме поставено е за неговите ученици. За твоите ученици. Да не кажеш нешто за твоите ученици. Кај се твоите ученици? Што прават твоите ученици? Кај се учениците на Христос? Разбегани. Еден е таму, и Јован е таму, но Петар е во фокусот. Петар е во истата позиција како што беше Јуда. Како што при апсењето на Јуда Јован пишува и Јуда стоеше меѓу нив, во дворот на Ана стои истата фраза, со тотално истите зборчиња.
И Петар стоеше меѓу нив. Меѓу нешто го уапсија Христос. Во еден таков контекст му е поставено прашањето на Христос за учениците негови. Ова не е судски процес, ова е прелиминарно, така да кажем, распрашување, сослушување кој целосно ги крши правилата за тоа како треба да во тоа време да се одвива еден судски процес. Значи, не може според правилата, според законите да се обвинение подигне ако пред тоа нема докази, нема сведоци. И ова фазата во која се собираат докази, сведоштва против обвинетиот. И тука треба да има сведоци, не да биде распрашуван обвинетиот. Сведоци треба да има. И при тоа треба прво да излезат сведоците на обвинетиот, т.е. заштитници на обвинетиот. Овдека не гледаме сведоци, нема. Директно Ана му се обраќа на Христос, го прашува за учениците и за неговото учење. Учење од целата тука на Ана е пред сите Христос да каже нешто богохулно. Тоа е самиот да се инкриминира во судскиот процес. И за учениците. Зошто е прашањето за учениците овдека? Тоа е љубопитното. Дали да очигледно целта на ова на Ана е да создаде некаков така да кажеме меѓу нив конфликт. Тоа е кога се распрашуваат обвинети, ги разделуваат и обично пристапот е дека овој таму ви издаде сите. Нели, кажи сега тука зашто веќе имаме докази за вас. Тој пропеа другиот. Сега пропеа и ти. Тоа е, кај се твоите ученици? Што ќе кажат они? Ако ги прашаме, од кај знаеш дека не сме сега некаде и нив не ги сослушуваме? Христос нема да каже ништо. Знаете, би очекувале од таква ситуација, кога веќе ќе видиш дека бегат од тебе, тој знае Петар, дека се одрекува и вели, никогаш него не знам кој е тој, да каже, какви ученици бе? Абе сите се кукавици, се разбега, никакви мрш не ги сакам. Христос е добриот пастир, кој цело време ги чува, ги држи подалеку од неволја учениците. Тој ги заштити уште таму кога беше апсен. Рече, нив нема да ги чепкате. Јас сум вашата цел. И сега ништо нема. Целосно ќе го игнорира прашањето за учениците. Добриот пастир, кој си го дава животот за овците. Целиот тој процес беше да бидат спасени, а не да бидат изложени на штета учениците. На прашањето за учениците, што можеше Христос да каже во полза на учениците? Може ли нешто да каже во нивна полза? Ништо. Абсолютно ништо. Можеше да реди против нив многу работи. Христос, и тоа е всушност вистинската праведност Божја, да се стави себе си пред другите. И второто е она што го нели во однос на учењето. И одговорот на Христос е суштината на нештото. И тој вели, се што зборав јас е јавно. Вие во овој судски процес сега треба да ги донесете луѓето што слушале што зборам. Сведоци треба да донесете против мене. Или сведоци кои што ќе ме заштитат. А знаете што значи тоа? Тоа значи да дојдат луѓе и да кажат, ние го видовме овој како вели дека е воскресението и животот. И да кажат, ама и го воскресна Лазар после 4 дена од мртвите. Таму требаш да стојат луѓе кои што ги кажат, да, тој рече дека е светлината на светот, јас сум рече, се поистовети со Јахве. Ама имаше таму еден човек роден, слеп, и тој му го врати видот. Не требаше такви луѓе да има таму, што тоа ќе го зборат. И затоа Христос им вели, јас се јавно правев, јас јавно зборев. Има еден куп сведоци, толку ли не можете да најдете сведоци кои ќе ги донесете овдека, па да сведочат за мене. Ништо не криев. Јас не сум измамник. Јас не сум шарлатан, кој тајно, скришно ги прави работите. Јавно зборев.
Има толку многу луѓе. Секој одев таму каде што има луѓе да чуат што зборам. Да ги гледат моите дела. И зошто тогаш ме прашуваш? Прашај ги оние кои слушнале што сум зборил. Тие знаат што зборев. Христос всушност вели, вие тука правите циркус од процесот. Не, донесете сведоци. Да сведочат за она што јас го зборев и она што јас го правев. Многу имаше. Тие отидоа, многу сведоци веќе отидоа кај фарисеите, им кажаа за воскресението на Лазар и за многу други работи, кога говореше во храмот. И на шатори, и на во другите прилики. Знаете ли, и тоа на што мене ме восхитува и кај Христос, и кај Павле, и кај апостолите, кај сите. И оне што ги имаме во Новиот Завет. Знаете, нивната служба беше јавна. Отворена беше, транспарентна, беше честна. Немаше трикови во нивната служба. Многу јасно се беше кажано, без заобиколување. Јас се поставам прашање, еве денес, човек по случаен избор да влезе во некоја протестантска црква во Македонија на служба. И после кога ќе излезе и некој го праша, што има таму, што се случува таму? Што ќе каже тој човек? Ќе каже ли, има таму едни што велат дека сите сме грешни, само во Христос е спасението, по благодат, и кој не верува во Христос ќе оди во пеколот, е осуден. Јас не верувам, може да не поверува, ама ќе разбере дека тоа се говори таму. Ќе добиле таков печаток, ако отиде во една современа протестантска црква, по случаен избор. Јас имав едно искуство, не е тоа едно, многу такви. Во школото, каде што сум дел од некои органи таму на управување, дојде една фамилија христијанска да понуди соработка за некаква организација. И потоа така се падна да има состанок на управниот одбор на школото, на кој беше представена понудата. Немаше едно зборче дека тоа е христијанска организација, дека целта е да се промовира Христос. Се беше како невладена организација, да се работи со деца со попречености, занимавања, такви работилници и така натаму. Христос не правеше така. Христос јас. Тој им кажа, јасно јас зборев. Не манипулирав, не криев кој сум. Реков, јас сум Бог, тоа е. Што сега овдека, мене ме прашувате. Знаете ли, најнаш се свртуваат пак работите. Христос кој е поставен на обвинителна клупа, вели, вие сте сега овдека оние кои треба да бидат обвинети. Не го водите процесот како што треба. Не се држите правилно за работите. Знаете, тоа е природата на човек. Како ќе реагира на тоа? И што ќе каже Ана? Ајде да ги вратиме сега работите назад. Да почнеме од почеток, ајде. 1, 2, 3, од нула, повторно. Ајде нов процес. Не, ќе има потоа продолжение во домот на Кајафа, ама ќе продолжи истата фарса. Која е реакцијата? Типично човечка реакција на грешниот човек. Кога тоа го рече еден од слугите, таму, го удри по образ и рече, така ли му одговараш на првосвештеникот? Кој си ти така? Знаеш ли пред кого стоиш? Ама тоа ли е суштината на работите, пред кого стоиш? Или проблемот е суштината на нештото? Христос постави прашање за исправноста на нештото, за правдата на тој суд. И добе шамар. Зборот е шамар овдека. Го удри по образ. Зборот е го шамароса, го плесна. Тоа е. И тоа е гестот кој го покажува тој слуга кон Христос. Знаете, кога ќе удрите, боксови се удираат, кога сакаш да нокаутираш некој, да го обезспособиш. Зашто боксот нели е посилен, боксот може да нокаутира. Меѓутоа велат дека
шамарот повеќе боли. Зашто можеби не е толку опасен, но е поболен, што удира, опфаќа поголем простор. А исто така и поради таа причина шамарот е ударот или гестот кој треба да понижи. Низ историјата тоа е значењето на шамарот. Да покажеш понижувачки однос, да засрамиш некого. И тој тоа прави. Не знам, може би не го ударил силно, но го удира шамар со цел да му покаже, да го стави на вистинското место, да му покаже кај му е местото таму на судскиот процес. Ти стоиш тука пред Ана, ти треба да ќутиш, не се разговара така со првосвештеник. Тоа е реакцијата на човек кој е изобличен од гревот. Да, тука Ана е разобличен за неговиот грев, за неговата неправда. Разобличен од самиот Бог. Христовиот живот ги разобличуваше. Неговото слово ги разобличуваше. Реакцијата на човекот е бунт, негирање, насилство. Насилство против Бог. Тука имаме шамар. На Бог мудри шамар тој човек. И тоа го прави човештвото кога е изобличено од Бог. Удира шамар на Бог. Така се спротивставува на својата мизерија во која се наоѓа, кога ќе осознае во каква мизерија ќе се најде. Пак ќе го цитирам, Едерсхајм вели, целото човештво се нишеите терави од овој шамар, кој што човечката природа го удри на Бог. Бог не се за те терави. Човекот продолжува да се ниша. Зашто тоа е реакцијата на човечката природа. Ана беше разобличена од Христос. Неговата реакција беше насилство. Бунт. И така реагира човекот, го поставува Бог на обвинителна клупа. Човекот кој е на обвинение заради неговиот грев, во својата грешна природа, го суди Бог. Ги преминува во напад. И тоа е стратегијата на човекот. Да се брани, тоа е својата вина да ја брани со напад. Тоа е човечката стратегија. Од Адам и Ева почнува. Кога Бог беше поставен во Еденската градина на обвинителна клупа. Да, Бог беше суден таму. Требаше да се донесе суд, став за Бог. Кога змијата праша на вистина ли, и требаше човекот да каже, да, на вистина ќе умреме. Не, ставот на Господ беше ставен на обвинителна клупа. И там Адам и Ева мудрија шамар. Ама кој се затетерави од тој шамар? Човекот. Тоа е реакцијата на човекот. Тоа е нашата реакција на обвинението. Тоа го правиме и ние. Кога ќе се најдеме, кога ќе бидеме разголени, ќе се видиме без аргументи, обесилени, и нашата реакција е насилство. Тоа е реакцијата на грешниот човек. Човекот кога само Бог може да го промени. Овие денови пак како по правило веќе имаше еден скандалозен настан со врсничко насилство. Тоа вака така се третира, врсничко насилство. Нели, за група деца кои малтретираат девојче. Грозна е сцената. Се согласувам дека е грозна. Ама грозни се и реакциите на луѓето на таа сцена. Ние говориме за врсничко насилство, кое е се по-често. Меѓутоа, тие деца од Алиекспрес ни ги пратија тука, паднаа од небото. Кој ги создаде тие деца такви? Во какви околности растат тие деца такви? Навистина, кој ги создаде тие деца такви? Има врсничко насилство, ама да почнеме со врсничкото насилство меѓу другите врсници, оние што имаат повеќе години во животот. Тие деца до својата 12-13 година што гледаат во општеството, во системот, што слушат? Кога ние меѓу највисоките авторитети политички слушаме зборови, како беше тоа, талог, гнилеш ли, што беше тоа, и разни други, и овие па браќаат со други зборови. Што очекуваме ние од луѓето? Кога оние што треба да бидат пример за правда, за честност,
дават такви примери за младите. Каков систем? Ние имаме еден трул систем. Гнил, смрди од секаде, во сите институции. И се обидуваме да го поправиме. Нема да го поправиме. Ке тонеме уште повеќе. Само Бог може да го поправи. Това. Единствено Бог. И тоа е улогата на црквите, на христијаните, да пропагираат дека само Бог може да смени таа природа на човекот. Насилна природа. Само тие деца преку Словото на Бог, верата во Бог, по Божјата благодат, можат да бидат променети. Нема друг начин. Ке тонеме уште повеќе. Може шминки да правиме. Системот ке ни тоне, политички, економски, здравствен, образовен, културен, без Бог. Това е вистината. Не можеме да промениме никога. Насила нема промена. Знаете, ние губиме, долго време ние живееме во така глупости, нема суштина, веќе загубивме суштината на сите проблеми. И само занимаваме со глупости. Ево, Христос постави прашање. Еве ви, сведоци. Ево мудри шамар. И Христос пак ќе се врати на суштината и ќе рече. Христос не одмолчи. Не се спротивстави. Пак ги врати работите на суштината. И рече, лошо, што лошо реков? Или со други зборови, што реков, а да не е вистина? Ми одговоривте ли на прашањето? Што го после? Погрешно ли е прашањето? Ако реков нешто лошо, кажи што беше лошото. Ако пак добро, то уж зошто ме удираш? Вие треба суд да донесете на моите зборови. Никој не одговори. Тоа е проблемот на човекот. Не се занимава со суштината на работите. Христос ги враќа нештата пак во суштина. Пак, нели на вистинско. Пак неговата цел и тоа благодат која покажува. Размислете што правите. Правилно ли постапувате? Поставете ги правилните прашања за себе. И нема се најде никаква вина. Никој не најде вина овдека. И тоа е едно од целите на тој судски процес, да се покаже дека тоа е невиниот. И гледајќи на овие ликови, како Ана, Кајафа и останатите, не треба да забораваме дека ние сме истите. Джеймс Монтгомери Бойс вели, ако ни се даде вистинската ситуација и моки, и без благодата на Бог, секој од нас би го направил токму тоа што го направија Кајафа и Јана. Би се обиделе да се ослободиме од Исус, како што они сакаа да се ослободат. И тоа е вистината за сите нас. Само Божјата благодат не прави поинакви. И само по Божјата благодат можеме да бидеме она што сме. Синови Божи. Тој не само што не спаси, не направи своји пријатели. Синови Божи направи за славна и вечна иднина. Не знам понатаму како продолжува животот на Ана и Кајафа, како размислувале, што размислувале, меѓутоа како ние размислуваме, како ние постапуваме кон Бог. Знаете ли, тој шамар што тие му го удрија, ние го дараме многу пати на Бог, истиот шамар. Но на крајот на краишта не успеваме него да го пореметиме. Нашиот живот се пореметува. Ние секојдневно сме исправени да носиме суд. Суд за Бог, суд за Божјото Слово. Какви судови носиме? Секој пат кога треба, кога сме исправени пред дилемата како да постапиме, ние носиме суд. Суд за Словото на Бог, преку послушност или барајки наши стратегии. Без Божјата благодат, пак ќе кажам, не можеме ништо. И најважно е, не е толку важно во историјата што се случило со Ана и Кајафа, со нас што се случило. Посебно со они кои што се уште не го познаваат Христос. И они се поставени пред суд.
На крајот на краишта тоа беше судски процес за Ана и Кајафа. Тие како ќе пресудат за тоа кој е Христос. И секој во животот испрата пред таа дилема. Каков став, каков суд ќе донесе за Христос? Кој е Христос? Од тоа зависи неговото спасение. Што требаше да направат Ана и Кајафа? Ако не беа вистински духовни Божји луѓе, знаете што ќе направеа? Ќе ја симнаа првосвещеничката облека и таа митра тука на челото со надписот Светоста на Бог ќе му ја даде на Христос, каже: ти си светоста на Бог. И ќе паднеа пред него и каже: ти си оној за што зборевме, се што правевме во нашата првосвещеничка служба. Ето оно што ни треба да го правиме на вистина, да доаѓаме пред Бог, да ја синуваме гордоста постојано, суетата што имаме. И да велиме: ти си светоста. Само во тебе има спасение, во никој друг. Само ти си оној кој што вршиш промени во животот. Зашто таму на крстот тој дојде за нас, како совршеното јагне Божјо го даде животот за нашето спасение. И денес ќе празнуваме Пасха, и тоа е Господова трпеза. Ќе учествуваме во тој чин, ќе се подсетиме на Христовата жртва, кој не менува, кој прави од суетни, полни со насилство, полни со бунт луѓе во Божја правда, во неговата правда облечени. Само тој менува. Минатата недела бев во Бугарија и слушнав таму за некој човек, поверувал, човек од кафаната, поверувал и така во ентузијазмот дека разбрал што е Бог, нели го спасил, и отишол во кафаната кај неговите и почнал да им збори за Бог. Овие почнали да го бркат и рекол: не, ќе треба да се промените, на крајот до Кјотек се стигнал да ги тепа. Не можеме со Кјотек да ги смениме луѓето, Божјата благодат. Секој тој човек потоа се покел, разбрал дека има други начини, дека не може со сила тоа да се прави. Само Божјата благодат не менува. Само Божјата благодат може да го спаси нашиот народ. И сите тие немили сцени што ги гледаме, да гледаме млади деца кои што пеат, го слават Господа. Нема друг начин. Добро, сега на крајот ќе завршиме со молитва и ќе се спремиме за Господовата трпеза, со облечени во Божјата правда, не бидејќи ние сме нешто посебно достојни, туку затоа што тој умре за нас и не ослободи од таа човечка природа грешна која постојано го поставува на Бог Создателот и го издига созданието. Нека Господ не повторно по благодат преобрази преку неговото слово според неговиот карактер. Татко Небесен, навистина е голем тој благослов. Голема е благодата да знаеме дека ти си нашето спасение и дека ти, Господи, го плати нашиот долг целосно на крстот и ни даде нова природа. Природа која копнее по тебе, природа која што се спротивставува на злото, на суетата, на неправдата. Ти благодариме, Татко, што го направи тоа за нас. Ти благодариме што во него, преку него, ние сме праведни пред тебе и спасени за секогаш. И дај ни, Господи, копнеш ти како што јасно, честно, откриено ја говореше вистината и се представуваше во светот, така и ние Твоето Евангелие да го пропагираме, да го говориме, да бидеме верни сведоци за Христос. Верни како што тој беше за нас верен пред овој свештеник, полн со неговата суета и грев. Ти благодариме, Господи, Татко Небесен, за Христос, за неговото дело, за тоа што тој доброволно го направи поради радоста што беше пред него. Да оди на Голгота и да го спаси својот народ. И сега се молиме Светиот Дух да го донесе во изобилство Христовото присуство, кое преобразува. Да го донесе во изобилство животот на Христос, кој не менува.
Нека, Господи, овој чин не поттикне на жртвата, на благодарноста и да действа, Господи, преку Светиот Дух, тој Христов живот да биде повеќе наш живот. Се молиме, Татко, во името на Христос, кој е наш Спасител, наш заштитник, нашиот добар пастир, кој секогаш е наш застапник за наше добро. Во тоа славно име се молиме. Амин. Амин. Добро.